Со овој закон се предвидува можноста и на останатите инспекторати, кога вршат контрола во рамки на нивната надлежност, да може да извршат и контрола на спроведување на одредбите од Законот за забрана за пушење и на тој начин да обезбедиме подоследна примена на овој закон. Овој закон го предлагаме од јавно-здравствен аспект. Значи, не го предлагаме од економски, фискален, финансиски или било каков аспект. Го предлагаме од јавно-здравствен аспект, затоа што пушењето е во директна корелација со повеќе болести, меѓу кои кардиоваскуларните заболувања, посебно миокардниот инфаркт и мозочниот удар, кој што се причина број 1 за смртност во Република Македонија и во светот, со над 50%. Втора причина за смртност се малигните заболувања, а кај малигните заболувања причина број 1 за смртност е карциномот на белите дробови, каде што постои директна корелација помеѓу пушењето и карциномот на белите дробови. Од тој аспект, од јавно-здравствен аспект, ќе предлагаме овие измени со кои што овозможуваме кога инспектор, например, од управата за јавни приходи, ќе врши контрола на спроведување на законите кои што се од негова надлежност, во делот на издавање на фискални сметки, например, и во угостителскиот објект или во компанијата каде што е затече некој да ги прекршува одредбите од Законот за пушењето, да може да изрече казни за ова. До сега имавме една нелогична ситуација, односно доколку инспектор, например, од управа за јавни приходи, влезе и врши контрола во некој угостителски објект, да речеме, и за издавање на фискални сметки, и при тоа констатира дека во угостителскиот објект се пуши и ги затекне како пушат, немаше можност, немаше законска можност да изрече санкција. И туку имавме една нелогичност. Идејата е значи да овозможиме проширување на опсегот во правец на подобра контрола на примена на одредбите за забрана за пушење. Ова е мерка која што е јавно-здравствена мерка, повторувам, значи има за цел намалување на пушењето, а со тоа и заштита на здравјето на граѓаните на Република Македонија.